Добар ден, ученици, и добродојдовте на нова видео лекција по предметот Историја за седмо оделение. Денес ќе зборуваме за власите во Македонија во средниот век. На крајот на оваа видео лекција треба да ги постигнеме следните цели и резултати од наставната единица, а тие се следните. Ученикот да знае за потеклото на власите, ученикот да знае за териториите каде живееле власите, ученикот да знае за историјата и начинот на живење на власите, ученикот да знае што се тоа мандри. Во текот на реализација на ова видео лекција ќе ги сретнеме по имите Армањ, Номади, Мандри, Бутин. Сега ќе зборуваме за потекло и територија. За потеклото на власите се знае малку. Според едни автори, власите се староседелско предсловенско население, а според други автори тие се доселиле од Дакија, денешна Романија, по низиното освојување од римјаните. Пред доаѓањето на словените, власите во поголеми или помали групи живееле во Македонија, Албанија, Грција и Бугарија. Нивниот јазик спаѓа во групата латино-романски јазици, како посебна етничка група имаат свој јазик и фолклор. На својот јазик себе си се нарекуваат Армањ. Поради посебниот начин на живење, а тоа е номадски начин на живење, власите не се задржувале во одредена област и не создале посебна материјална култура. Сега ќе зборуваме за историја и начин на живење. Власите под сегашното име првпат се споменуваат во 8 век и тоа во едно житие на светогорските манастири, каде се зборува за покрстувањето на словените, а се кажува дека биле покрстени ринхини, влахоринхини и сагудати. Од ова се гледа дека власите живееле заедно со словенските племиња, кои почнале постепено да го примаат христијанството. Споменувањето како влахоринхини заедно со словенското племе ринхини покажува дека тие почнале да се мешаат со словените во Македонија и да соработуваат меѓусебно. Некои византиски писатели за власите велат дека биле номади, народ кој скита и нема постојано место на живење. Власите со семејствата од април до септември живееле во високите планински области, каде ги напасувале стадата, а со почетокот на есента стадата ги носеле во потоплите јужни краишта, каде таму со семејствата презимувале. Покупнината им се состојала од шатори, облека и најнеопходни дрвени и метални садови. Во летните месеци на планините богати со пасишта поставувале населби од шатори наречени мандри. Долу лево на сликата имате фотографија како изгледала една мандра. Во мандрите го преработувале млекото во сирење и други млечни производи. Долу десно имате слика од направа, наречена Бутин, за преработка на млеко. Се одликувале со работливост, штедливост и вештина во сточарството и преработката на добиточните производи. Власите се занимавале со земјоделство, биле истакнати управници, трговци, војсководци и политичари. Од тоа дека биле истакнати управници може да видиме од историските извори, каде се споменува дека од 983 до 986 година македонскиот владетел Самуил неколку години го обседнувал градот Лариса. Управник на градот Лариса бил Кекавмен, кој бил по потекло влав. Каде што Кекавмен го молел Самуил да му дозволи да го посејат житото граѓаните на есен, а на лето да го ожнеат. Така правеле со неколку години и на тој начин се развила една соработка помеѓу Кекавмен и Самуил. Меѓутоа, откако византискиот цар го сменил Кекавмен од функцијата, Самуил го освоил градот, а управникот стапил во служба на Самуил. Во 1066 година власите и словените во Тесалија
Поради даноците кои им ги наложил византискиот цар, се дигнале на востание. Византискиот цар со тешка мака ги убедил да се смират. Тоа го постигнал откако ги прифатил нивните барања. Од тука може да се забележи присутноста на властите на територијата на Македонија уште во средновековието. Во средниот век во Македонија властите се споменуваат во областите меѓу Костур и Преспа, меѓу Солун и Сер, околу Струмица, а во помали групи и на други места во Македонија. На тој начин дојдовме до крајот на оваа видео лекција и една активност за вас ученици за дома, а тоа е следната. Одговорете на следните прашања. Што знаеме за потеклото на власите? Друго прашање, кога власите првпат се споменуваат под сегашното име? И трето прашање, опишете го начинот на живење на власите. Се надевам дека ги постигнавме целите и задачите предвидени за оваа наставна единица. Се надевам дека ви беше интересна оваа видео лекција. Ви благодарам за вниманието и довидување.